Океј, здраво на сите, само да видам, се снима супер. Тука е Крипто Филип и денеска ќе разговараме за малку поинтересна тема. Значи темата ќе бидат неколку теми со подтеми. Значи главната тема ќе биде криптовалути. Дали да сум инволвиран или не? Значи ова видео е за сите оние кои што поседуваат криптовалути, кои што планираат да имаат криптовалути, кои што сакаат да се инволвираат или да научат за криптовалути, или сите оние кои што седат на страна и само гледат како биткоин ќе појде до 1 милион долари. Исто така ќе зборуваме за биткоин како национална резерва, нешто за влада, за понзи шеми. Има да разговараме за се и се што. Значи, молам, гледајте го во видео до крај, ќе бенефицирате сите, а можеби ќе биде еден дел од самата сложувалка што треба да ја ставите за да ви се дополни нешто ако не ви е јасно, затоа што разбрав. Јас сум иначе Крипто Филип, зборувам за крипто, се што зборувам тука е моје лично мислење, не сум финансиски советник, ве молам, разбирајте. Биткоин кој го правам ова видео е околу 100.000 долари. Само размислете малку. Пред неколку години, кога некој ќе ви кажеше за крипто, сите мислеа дека тоа е само некој понзи шеми, дека сето тоа е некоја превара, дека е лага. Ова зборуваме до 2018-2019. Што се случуваше? Големите кооперации тивко купуваа, окей? Просто и едноставно. Сега што се случува? Биткоин достигнува 100.000 и секој еден ден големите кооперации купуваат милиони и милиони и милиони во биткоин и сега почнуваат по етериум и после понатаму ќе почнуваат да купуваат и се други криптовалути. Сега, дај да одиме понатаму. Дали овој дел од видео што ќе биде само неколку минути, сакам да ви ја кажам колку според мене би одел биткоин и неколку други криптовалути, колку би оделе нагоре, колку би добиле потенцијал за еден добар процент на заработка. Сега, понатаму после овој дел од видео, без моја лице ќе видите, го снимам денеска, самото видео го снимав пред 24 часа, заради тоа што сакав да го снимам точно кога го пуштам видео. Тоа е на денешен ден 23. Ама нема врска, може да ги споредите цениве кога да го гледате видео. Исто така, само да спомнам дека во самото видео ќе користам еден збор понзи, за сите оние, сигурно сите од вас знаат што е понзи, ама за оние кои што не знаат понзи, тоа е пирамидални шеми. Значи тоа се оние сите далавери што се прават и сите тие работи ќе видите во самото видео. Океј, сега биткоин денеска, сега овој момент баш кога го го снимам видео, се држи точно исто како вчера 98.000. Сега колку би пошле цениве нагоре? Оти тоа многу луѓе ме прашуваат во што да инвестирам сите работи, пак ќе повторам, не сум финансиски советник. Тука е еден дисклеймер дека сето што ви кажувам е пак мое лично мислење. Друго нешто, пуштите едно видео за Каспа, гледајте, тука давам без пари неколку поклони, поставете коментар со ваша колку мислите цената на Каспа ќе појде во bull market другата година и пише таму од кај сте и ќе изберам двајца или тројца и ќе ви пратам еден поклон од Каспа директно до ваш дома. Исто гледајте го, ова видео е многу добро тука, од Crypto to buy next, ова е многу добро, ова е real price prediction, овие се многу добри видеа тука кои што заслужуваат едно внимание и да видите која е мојата цена што ја предвидувам јас и колку би пошле нагоре. Ајде сега да се вратиме во цената. Гледайте се. Според мене Bitcoin dominance во овој момент е леле колку да сум. Чекај малку, извини. Според мене Bitcoin dominance во овој момент е 59.2%. Тоа е супер, така. Сега, ако забележите во 2018 година имаше еден добар bull market, 2017-2018 и 2021. За Bitcoin dominance од 95% во 2017, ама тогаш немаше многу токени. Сакам да кажам дека Bitcoin dominance спадна до 37% тука, ќе се гледа тука. Да. Значи Bitcoin dominance спадна до 37%. Тоа што значи дека кога Bitcoin dominance во целиот маркет кој што е околу 3.5 трилиони во овој момент, така, трилиони на Т, значи Bitcoin dominance има учество од 60% од целиот маркет е Bitcoin. И сега што се случува? Кога Bitcoin dominance паѓа надолу, сите пари, тоа се случува во последните 8 години, сите пари од биткоин, значи сите први тука да инвестира во биткоин, и тоа е нели дедо биткоин, the grandfather нели се вика. И сите пари одат први во биткоин. Биткоин прави еден добар памп, после нормално може да има памп и дамп во меѓувреме, сега сме во bull market. И сега се очекува биткоин да појде примерно 95, 90, 100, сите очекува да има некој pullback, нели да пани 5, 10, 15%, ама никако се случи. И сега овој биткоин може да појде кај 110, 115.000 и може таму да се задржи. И многу е битно според сите што очекува овој Bitcoin dominance, нели овие што се 60% да почне да паѓа надолу. Зошто е тоа добро? Затоа што сите пари од биткоин ќе почна да се да ода надолу во другите криптовалути како што гледате и забележувате сега се случува. Првин почнува да пумпаат, да одат нагоре овие големиве криптовалути. Значи large market cap тие ги вика, нели со голем market cap тука. Така, првин тие пумпа.
После, кога ќе се изнапумпа тие 2, 3, 5, 10x, зависи од кој токен, после парите ода во поризичните. Значи, колку понадолу слегуваш, толку се токените поризични. Има толку повеќе ризик да пумпа нагоре, да направиш профит, или да ода надолу и обратно, така. Гледайте колку е будала маркетот. Гледате, само да ви покажам во еден час. 6% овај пукнал, 3% во еден сат, за 24 часа 50% стелар летнал нагоре. VeChain вет 32% пала, време беше да летне нагоре, Polkadot и тој се разбуди. Cardano испумпа бравос, браво, гледајте, мислам, тоа е криптовалута, мора да го сакате. Сега, што се случува сега? Значи, Bitcoin Dominance оди надолу, да повторам, 2018 од 63% слезе до 37% и тогаш алткоините, сите овие други токени, летнаја нагоре, и во 2017 исто од 70% слезе долу до 40%, тука некаде 40-42 и алткоините летнаја нагоре. Значи сега имаме, според мен очекувам дека овој ќе слези до 43-4%, што значи дека ќе биде top of the alt season, нели top of the market. И тогаш, според мене, јас ќе почнувам да си земам профити колку што можам, колку што имам. Сепак, јас не сум голема риба, сум мал, али 10 денари, профит си е профит. Сега, значи, имајте на мукајат, како што се вика во прилеп, внимавајте тука, кога ќе се намали овај Bitcoin Dominance, тоа значи многу дека горе-долу bull маркетот веќе е при крај. Јас после, кога ќе дојде 49-48%, веќе треба да се размислува што треба да се продава, да не се продава, така. Сега, ајде да видиме за цена. Колку би оделе нагоре? Според мене Биткоин би се задржал 120-140, тоа е мојата цена. Значи не заборавете, може да падне 10% надолу нагоре, но за другата година top of the bull market би бил 120-130, после би имало некоја поголема корекција кога би имало, но не знам со самите институции кои што купуваат може да нема толку. Ethereum мислам дека ќе дојде меѓу 7, некаде 6 до 8 илјади. Solana очекувам некаде $500-600, значи 2 пати 3. BNB не очекувам многу, XRP изненади многу, веќе испумпа јако. XRP ако го видите, XRP беше пред само еден месец беше на 50 центи, веќе е 3x, значи пута парите се ги направиле, ако сте ставале 1000, че имавте сега 3000, значи пута 3 само за еден месец. Мислам дека возот не е завршен, но многу испумпа нагоре, така да внимавајте. Одиме понатаму. Но нема да сум изненадан ако испумпа околу $3-4. Doge токен може уште дупло да пукне. Од имнатиот bull market беше до 70-80 центи, може дека долар да појде ќе биде топ. Cardano мислам дека ќе појде комотно, последниот bull market појде до 3. Комотно ќе појде до 3, може и нагоре. Гледате колку испумпа, кога до некни беше 35 центи, до некни до пред 2 недели 3 и гледате што се случува. Затоа што главниот нешто ќе учествува, главниот Cardano ќе биде со владата на Америка. Така се зборува. Avax очекувам да појде околу 150 некаде, значи тоа ти е пути добри 3-4x. Значи ова е сето горе долу песимистичко до тоа што јас го очекувам и се надевам да сум грешка да појде уште многу нагоре. За Shiba не знам, ова мим токените може да експлодира многу. То не знам, човеков го бинува многу во Франција, иначе доста ќе беше над 10, ама нешто закочува доста. Може треба имам малку вложено, може треба да ги ротираме на кој друго. Polkadot и тој се разбуди 40% нагоре, фала Богу. Овој треба да поипа, да видиме. Polkadot според мене мислам дека би пошол да видиме минатиот bull market беше до 50, може до кај 30-50 може да фати, значи пута 5-6x некаде може да појде нагоре. X значи колку пати нагоре. Chainlink мислам ќе биде над 100. Очекувам добар Chainlink, Sui треба да е околу 2.13-15 треба да појде долари. Chainlink над $100. Near очекувам исто добар, овој се тие што јас ги држам и мислам дека се добри. Мислам дека Near има доста добар треба да појде кај барем пута 8 пута 10 од сега. Aptos ќе видиме, тоа му ќе биде како прв бул сериозен маркет, не знам колку, може пута 3 пута 4. H-bar треба да видиме колку беше минатиот маркет појде до 0.50, значи пута 3 за да стигне до минатиот all time high, нели? Мислам дека нема да е проблем да стигне до таму. Каспа треба да изненади доста, се надевам, Каспа пумпаше многу, сега има доста consolidation период, нели? Период на консолидација. Се надевам Каспа според мене долар до долар и пол. Јас се надевам на долар и пол. Bonk може да изненади доста, Bonk е добар, а мим токените кои ќе пумпа нагоре. Таа треба пута 2 пута 3 до 1500, вете го испумпа јако, супер, бравос. Фет треба да е добар, треба да појде барем пута 4-5 од тука нагоре, може малку повеќе. VIF нема да сум изненадан ако појди пута 7 пута 10, ако испука, ако дојди Doge токен до $1, овие мим токени веќе експлодира. Мантра не држам, не го знам, многу испука. 6.500% на ова година. Мантра е многу појден нагоре. Гледайте, што се случи ако појдете за Мантра. За Мантра ова година е појден на година 17.000% е Мантра. Кој што го фати, браво, јас го испуштив возок дебело тука. 17.000%, значи рачунајте. Arbitrum не очекувам, има многу голема инфлација, внимавајте тука.
Атом не е лош, ито има некоја инфлација, може пута 2, пута 3. Injective очекувам добар е, супер е, испумпа јако, браво, беше 16, еве го веќе 100% за 2 недели. Injective може да појде околу, се надевам, над $100. Optimism очекувам пута 5, пута 7. Тија има инфлација исто, ама во наредните 6-8 месеци може да е добар за играње. Исто тука очекувам пута 4, пута 5, значи овие доведе горе долу што ги спомнав, минимум барем пута 3, до пута 6-7 очекувам. Радиум тоа е добар DEX, најдобриот на Solana, нема сум мислам дека испука тој јако пута 7-8. Значи рачунајте дека може да има може да испука многу нагоре. Сега тоа се горе долу според мене. Пит не е лош, тој е доста интересен. Попкат тука фарминг на него тоа ми е најпрофитабилен ова година. Очекувам да испука некаде, се надевам да испука пута 10 од тука. И други што да одам надолу. Polygon толку е многу долу што треба да стигне $3 за да се врати, значи пута 6 треба да стигне за да се врати назад. Кај што беше Beam за гейминг, треба да е доста интересен. Има добри пута 4, пута 5 тука. Пинат тоа е. Ми одиме понатаму во видеото, доволно. Ако имате прашања за некои токени, пишете долу, продолжуваме со видеото. Криптовалутите дали е понзи шема или не? Во светот многу работи се понзи. Може да го мислите како понзи, може и не. Биткоин главно, значи гледајте, се размислете. Првим да почнеме од почеток. Има 20.000 токени. Имаме биткоин и 19.999 шиткоинс горе долу. Значи, има стварно 20.000, стварно 100-150 треба да се тука. Другите нема да се тука. Значи за 5-6 години ова сите овие што ги гледате ќе се размисли. Сега. Значи, крипто е најдобриот асет што некош постои во светот. Значи, тоа е дигитално злато. Има многу да се навлегува намерите, но нема да ви ја тупам 2 часа што е крипто, што е биткоин, како работи. Значи, чим големите држави почнуваат да купуваат како будали, значи пак ќе кажам, чим големите држави, имаме про-крипто американски председател за прв пат во историјата, американски председател што излезе на биткоин конференцијата и вика јас сакам да го ставам биткоин како национална резерва. Добро, ќе разговараме после за тоа. Сега, значи имаме првата влада во целиот свет кој што е про-крипто, значи замислете до кај сме стигнали. До пред 4 години сите ни викаја немој да купувате, сето е понзи, а сега сето е лага и превара, а сега најголемиот председател во најголемата економија во целиот свет ти вика сакам биткоин како резерва и не само тој, па цела влада таму со него тоа го прави. Значи колку сме напред. Сега нема да разговараме за цени и сите тие други работи, мислам ова видео не е за. Океј, одиме понатаму. Накратко кажав што е крипто. Сега. Дајте сега да разговараме што треба да знае. Значи, накратко ви кажав, има многу токени, многу внимавајте што купуваат. Многу од овие нема да ги има. Значи, почнува од Bitcoin, Ethereum, сега веќе има токени кои што се докажани, кои што работат во овој маркет, кои што се тука веќе со години. Значи, обрнете малку внимание на нив. Немој само да одите како некој мајмун за семки да скокате и да купувате се некој од примерно на листа број 500 или на листа 1000, под број 1000 и после вашите пари од $100 да стана на $1 или 0. Значи, криптото е многу ризично и има неколку златни правила. Првото златно правило е немој да ставаш повеќе пари колку што мислиш да колку што можеш да изгубиш. Значи тоа е првото правило златно. Второто правило, се што ставате во крипто мислете дека е веќе изгубено, просто едноставно. Така се заштитите најмногу. Сега, биткоин се кажува дека за 5-6-2030 според мене ќе биде барем 500.000 до 700.000, можеби и милион. Значи, чим сега купуваат на оваа цена како ненормални држави, зборувам за држави, рачунате што ќе се случи во наредните 4-5 години. Друго нешто. Ајде да разговараме малку за понзи шеми. Значи ве молам, со понзи шеми престанете. Значи ако некој ви ветува 1% на ден, 50% на ден, 3% на ден, престанете со понзи шеми. Се некогаш кога ќе имате онај referral link .5688910 и ако е таков линк да знаете тоа е понзи шема. Стварно некои луѓе сакаат да влегуваат во понзи шема и не му пречи. Ама вие кои што не знаете за брзи пари, не може да се направи. Значи преку вечер брзите пари се просто е коцкање. Тоа е казино. Значи ве молам, внимавајте. Значи внимавајте со тие работи затоа што нонстоп добивам шатпат, па секој ден гордол по еден или двајца ќе ми пратат еј Филип, дај види ова, што мислиш за ова, дај влези и ти, за ова влегов правам пари, супер е. Да, правиш пари, дур не правиш пари. Просто едноставно. Сега пред некој месец беше нели изгори некоја платформа што јас не ја знаев, ама изгори околу таму 13-14 илјади луѓе кои што имаат инвестирано, илјадници луѓе. И сега да се надоврзам со тоа, престанете со понзи шеми. Подобро научете како да правите пари. И ќе ви покажам на крајот на овој видео како може да правите пари вие со криптовалути, како јас го правам тоа во последниве неколку месеци. Ајде сега да се навратиме.
престанете со понзи шеми. Ве молам, значи немој да влегувате. Колку и да изгледа супер, немој да влегувате. Значи понзи шеми траат се дур не траат. Просто и едноставно. Тој што влегува прв, секогаш е на ќар, тој што влегува последен е exit liquidity, за тој што влегува прв. Тоа е. Сум бил многу пати во такви, сум бил изгорен многу пати, така да бегајте по настрана. Ако не знаете што правите, ако не го знаете посебно тимот што е за нив, е многу опасно. Океј, одиме понатаму. И сега, многу луѓе ме прашуваат тоа го зборувам. Да, ајде збориме за crypto safety. И после има уште неколку други. Значи, луѓе, ве молам од срце, научете да бидете безбеден. Значи, научите да сте безбеден. Што значи тоа? Значи, што е безбедно? Значи, научите како имајте Ledger или некој cold storage. Еден Ledger земете и користете го секој еден ден. Значи, ако имате повеќе пари од $500, користете Ledger. Или што и да е, или Tandem или има 100.000 различни леџери, меџери и што и да е, таму користете. Научете како да се заштитите. Земете секогаш платен антивирус. Секогаш правите revoke и disconnect. Значи за сето ова јас имам видеа. И са прашањето и Филип каде ги најдам видеата. Многу просто. Јас правам видеа на англиски јазик. Така. Сега. Но на македонски јазик правам еднаш неделно, сега се обидувам да правам затоа што по Македонија имам забележано, ако појдете тука на плейлиста, нели, тука може да ги видите, имате крипто на македонски јазик, имам, колку имам, 8 видеа. 8 видеа сам. Тоа ќе ви одземи 3 часа да научите многу над. Значи, апсолутно имате толку информација од моја страна. Еве ги. Имате и ту крипто како бизнис. Прв дел, втор дел, трет дел, изгледајте ги тие и после изгледајте ги што ви видеа за да видите што правам јас, како правам, што е тоа за safety и сите тие работи. И ве молам, ако некој ви испрати порака, некаков емайл на емайл или сите тие работи, да се вратиме на Crypto Safety, немој да кликате на ништо, немој да отварате мајли, немој да праќате прати ми 100 ќе ти вратам 200, значи тоа нешто е лага, превара, немојте да се изгорувате. Океј, завршивме со Ponzi, завршивме со Crypto Safety, со безбедност. Сега одиме со од каде да почнам. Значи тоа е многу често прашање што ме прашуваат и благодарам на сите оние кои што ме контактиравте во последниве неколку недели. Благодарност огромна до Антонио. Слушај, во Македонија има еден јутубер кој што зборува кој што е, мислам на македонски јазик, кој што зборува за крипто, јас кој што го знам, имам 2-3 најдов, ама тие последното видео му било пред една година, што е многу жално. Антонио е единствениот крипто човек, јутубер кој што зборува на македонски и човеков е подвижна енциклопедија. Апсолутно свака ти час, Антонио, кога слушаш ово видео, браво. Ве молам, следете го. Мора да се следиме, мора да си помагаме сите. Сите видеа, ако може да ги гледате неговите и моите до крај, еден лайк, еден комент е многу добро, затоа што нам му помага на YouTube да го сподели ова видео до повеќе луѓе кои што се заинтересирани за да научат на крипто. Што е мојата цел тука? Што е целта на Антонио? Значи јас и Антонио направивме конференција во Прилеп, првата конференција, па немаше место каде да се седи, имаше 150-170 луѓе. Толку беше. Може речеш малку, не. Беше бесплатна, јас и Антонио и ја спонзориравме. Дојдоа сите за да научат, за да се едуцираат. Немаше место, седеше на скали. Значи има многу заинтересираност и има многу кои што не следат, наши од Германија, од Австралија, имам од Америка, дури не следат, од Израел, некој ствар англискиот не е многу добар, па не следат. Јас не можам, ќе гледам ако има некој повеќе баронски правам побрзо на македонски јазик, но едно за сега неделно мислам е доволно за тоа што јас го работам. Значи пак ќе кажам, на Telegram има македонска група, чека да видам. Еве тука групата, еве баш Антонио се видео. Има 2000 луѓе, 1980, браво, јас кога се значам бе 1500, сега се 1980. Супер група, влезете, прашајте се што ви треба. Научете од каде да започне. Значи тоа е едно многу битно прашање што оние сите кои што ме контактираат, па 90% од нив ме прашуваат: Филип, дај од каде да започнам, како да научам што е yield farming. Ќе дојдеме до тоа што јас тоа го работам, како да правиш пасивен приход. И сега јас му кажувам каде да одат на секој еден кој што ме прашал на Telegram, значи контактирате ме на Telegram или тука во самото видео на коментари. На секој еден кој што ме контактирал, јас му одговарам. И на секој ден му помагам од целта моја. И како што гледам, пак ќе кажам, целта на Антонио е да едуцираме колку што може повеќе луѓе. Јас ако ви помогнам вас, вие ќе помогнете на некој друг. Се надевам дека ќе помогнете. И тоа е целта, значи треба да се помага на повеќе луѓе. Јас ништо не бенефицирам од тоа. Знаете колку правам од YouTube? Ништо не правам од YouTube. Значи апсолутно ништо. Антонио и тој ништо не прави. Мислам не му е пуштено за монетаризација. Океј, одиме понатаму. Сега работата е на национална резерва. Значи ова е за некој од владата, ако случајно ме гледа, значи ве молам споделете го во видео до повеќе луѓе. Значи гледај, Америка имаш Бутан една држава што е во онаму УПМ, што никој не ја знае, има
крипто купува како будала, а мислам дека е горе-долу колку Македонија или малку помала, а буџетот нивни на годишно ниво му е помало од Македонија, мислам, не ме замени за збор, не ме замејте. И исто имате Ел Салвадор. Значи овие купува крипто пред години. Зошто ако некој ме гледа од владава? Зошто сме последни во се? Зошто? Дајте, ставете го крипто како национална резерва. Дајте, поклонувајте на секој новороденче по $100-200 крипто. Ставете го таму, нека му стои за 20 години. Значи тоа ќе му го плати пола факултет по 20 години. По 20 години. Значи, дај преземете нешто, отворете Македонија за крипто хаб. Зошто секогаш да сме последни? Зошто да чекаме некој друг да направи, ние копи-пейст да му правиме? Значи, ова е книга, прочитана книга пред вас е, секој ја знае, а ништо не се презема. Значи, мири да пукнам тука. Како може ништо во Македонија да не се презема? Отворете Македонија, значи направите толку малку да се плаќа данок и земете ги сите оние, има илјадници компании за крипто кои што сакаат во Европа да дојдат. А ние можеме, оти сме на добра географска положба и со Европа сме во добра соработка, можеме да го искористиме тоа. Значи, искористете, ако некој од владава го гледа, дајте да направиме муабет, да седниме, да разговараме, нешто да се направи. Океј. И национална резерва. Значи Америка почнува да зема крипто како национална резерва. Значи што друго да кажам? Значи не почнува, кажува дека ќе почни, но новоглавно има 200.000 за сега токени, сака да купува по 1% во наредните 5 години. Тоа одговара на сите ваши прашања. Океј, сега на последното прашање, или ако имате некои прашања, поставете ги долу, како да правам пари во крипто? Океј, сега ќе ви покажам што јас правам. Јас правам yield farm. Океј, значи за тоа треба малку да се научи. Има една група се вика Underdog Investor Group, да се членете се таму, има без пари еден куп информација и браво на еден македонец, вчера почна да држи таму предавање. Браво, супер, честито друже. Мислам, јас му помогнав да влезе таму во групава, мислам, јас го насочив, али самиот си влезе и вчера држеше прв час на и го гледаја околу 100-200 луѓе. Браво на тебе. Супер. Поздрави, знаеш кој си. Сега, јас правам yield farming. Сега што е тоа yield farming? Значи, ова е еден од начин како да правиш пари во крипто. Има илјадници начини. Значи, може да се зборува многу други теми на крипто, но ова е накратко што сакам да ви објаснам на 15-20 минути. Сега што правам јас? Јас правам yield farming. Накратко што yield farming, имам 100 видеа направено, значи 8 уствари имам, неколку се на македонски, од сите се 8 на македонски, ама 3-4 се само за yield farming. Што се случува? Гледајте се тука. Ова се liquidity, ова е за 24 часа колку имаме волумен, нели? Колку има обрт на пари и тоа е и гледајте сега што се случува. Кога вие ќе појдете во некоја менувачница и кога ќе смените пари, примерно 1000 евра за денари, и истите тие денари ги смените назад за евра, нема да имате 1000 евра, туку ќе имате 998 евра. Значи 2 евра ќе си задржи самата менувачница. Тоест, таа задржува процент и сите тие кои што имаат дадено liquidity, тоест кои што имаат дадено внатре пари за да може да ги вртат. Сега, во криптото, во надборешниот свет, тоа се зборува, тоа е market maker. Значи сите овие институции на берзи, сите берзи мора да имаат market maker. Значи ако таму нема liquidity на пари, нема да може да се пратат никакви транзакции, нема да може да се купи и да се продаде. Тоа е едноставно. Сега, што се случува? Кога има тука два различни токени, значи кога купувате примерно со Lana, со USDC или сите тие работи, секогаш мора да правиш, нели, купи продај. Тоа купи продај вие плаќате малку фи, данок, така? Значи 0,5%, 0,1%, 1% зависи од самиот токен. Сега, јас сум тој кој што дава тука liquidity, значи кој што дава за да има во тој пул пари. И сега во зависно од тоа колку има на 24 часа обрт на пари, толку се плаќа данок на сите овие кои што даваат тука liquidity. Значи јас сум овој човек, во овие liquidity. Овие се некои си различни токени. Но ова е на Solana во моментов, тој е многу hot, нели, chains во овој момент. Гледайте, за 24 часа само на овој пул со некој мим токен, да, chill guy го испуштив овој како и да е. $600,000 има направено за 24 часа. Сега јас сакам дел од тие пари да дојде кај мене. Значи овде нема понзи. Значи треба да научиш на кој ренч да ставаш, нели, на кој пулој да влегуваш, кои се добри пулој да не се изгори со impermanent loss сите работи. И како да започнам, пак се враќам на самата тема, започнувате со едукација. Антонио ја тупи 3 години бе луѓе со едукација. Тука имате енциклопедија подвижна. Значи браво, му симнувам капа на Антонио. Алал да ти е друже. Значи толку имате информација, да, зборува геополитика, ако нечиш геополитика, не слушај. Слушај за крипто, ако сакаш геополитика, слушај геополитика. Значи тоа што сакаш, имаш тука. Јас ви правам видеа како да правите пасивен приход. Значи јас го имплементирам нештото лично тука. Значи немој да кажете после да дојдете со мене, го слушам видео е добро. Немој да дојдете после кај мене и да викате: "Еј,
примерно по една година кој ќе биткоинто е 150-200.000, сега што да правам, како да правам. Значи, ја тупам тука со видеа со месеци. Во Прилеп направивме конференција само за да ви помогнеме, да ви покажеме. Ете тоа е што го правам. Исто имам, нели, неколку мајнери, имам неколку нодови, дигитални нодови, имам 10-12, некои се успешни, некои падна, некои исчезна, некои рагнаја, ги снема, украдоа, тоа е. Значи, се си има ризик. Исто, ако почнувате некој бизнес, секој бизнес има ризик. Мислите дека секој бизнес е успешен? Не. Аз сигурно 40-50% од бизнесите пропаѓаат. Ако секој бизнес бил успешен, сите ќе беа успешни. Ете, тоа е во главно за Yield Farm ја што правам. Значи, јас ве едуцирам како вие да ставите ликвидити и како да земите фи дел од тие фи, од тој данок тука што се плаќа. Имаш еден збор на македонски фи, не ми текнува и ќе пукна ме да ми го спомна, неколку луѓе ми го спомна, го напишете, не ми текнува. Како и да е. Јас ве учам, значи, на Solana, на BNB Chain, на Ethereum и сите тие работи. Сега, од каде да започнеме да дојдеме на крајот? Значи, ако сакате да научите првин за крипто, следете ме слободно, направете таму лайк, subscribe и крипто геймиџи следете го, зашто дојдете во групата на во македонската група, не е таа? Во македонската група на Telegram. Значи Telegram, ако немате или Twitter за криптовалути, не знам што прави. Следете го крипто геймиџи, следете ми и мене. Ако сакате за yield farming да научите, зачнете се во Crypto Lab Research. Значи има бесплатен дел, бесплатен курс кој што трае сигурно 15-20 час од А до Ш. Се е објаснато во детали. Ако сте заинтересирани примерно за low market cap токени, значи за поризични токени кои што може да направат повеќе X, 5, 10, 20, 30 пати нагоре да појдат, нели X не е тука го викаме во крипто светот, ако некој не е запознат, слободно зачнете се во Portfolio Master. Тоа е малку платена група, но има добри пикс, на пикови, добри токени, видете ги, следете ги, исто тоа се четворица дечки кои што прават еден добар research, small market cap или medium, кои што стварно се има околу 50-60 токени, 30-40 јас веќе сум купил од нив и се доста добри. И да се вратиме на главното прашање криптовалути, дали да или не. Според мене, секој треба да има еден мал дел од самото портфолио, нели, од финансискиот дел, да има во криптовалути, затоа што мислам, јас не да мислам, туку знам дека тука се за да остана за долг временски период и не е тука криптото да исчезне за 5 часа или за 2-3 дена. Сега, криптото е многу турбулентно, ако немате стомак, ако примерно некој ќе падне 20% надолу, некој 30% надолу, некогаш 5, 10, 20, 30% нагоре, гледајте тука за 7 дена, ова е само пример, ова е примерно 118% нагоре за 7 дена, но исто ако чуј надолу, ќе паѓа по исто толку проценти надолу. Значи имајте го тоа во предвид, гледате по 40% на недела. Значи во нормалниот свет, ако добијат 10% на годишно ниво, тие слават до не знам каде. Ете така, бидете поздравени. Ве молам, ако имате прашања, контактирајте ме на Telegram или пишете долу под самото видео, споделете го ова видео до сите оние кои што мислите дека ќе му помогне. Се гледаме во наредното, чао и се голем поздрав.